Сега помирисала можам да кажам дека му окей зачинета. Едино што ми фали тука е че дојавме на чорба сега, Нероа пофали ова Милениум. Не, пофали фијаве. Која пофали? Попе. Ајде, стигна чорбата да име. Да даjem оценка. Да видиме прв укус. Чекай, но имате такви? Како брат? Јас ти кажам. Малце посоленка. Малце посоленка и малце ми е течна многу. Ајде сега да намачкаме од ова. Дали него што е ова? Што ова? Ова е копомада, брат, види го. Кажи ми се копомада е, брат. Не се страви. Неро, дај оценка се за чорбата. Ческа така пресекава. Искрено, малце солена е. И ја би седмица, брат. Ова жудо, Вишко ми добро. Демек најова чорба, вака така, ама... Нема поглед. Ки јаде рибија чорба тука? 9. Деветка. И Кузман разочаран. Разочаран сум многу патиски. Овој пат ја немаат поголема. Не. Оценка на оценка 8. Кузман до сега си јадел ли, брат? Тука чорба? Да, Која чорба ја препорачуваш? Само телешка, братче. Само телешка. Само телешка. Ќе погоди ја. Додовме да на заклучок, значи, еве чорбата на Неро. И додовме заклучок дека него е најсолена, зошто? Зашто последен му ставија со црпката од пенџерето, а тоа значи дека Неро каже. Солта се кај мене. Че вака, од мене оценка, че малце беше солена чорбава, од мене има продолжна 6, него му го ставија задњето од лонецот. Неро, ти оценка што ќе кажеш? 1,5. Ај, Јас за рибната давам 9. За телешката искрен заклучок 6. значи, Сега ако те дојдете на Милениум, машини, јадете си еште риблја шеска. чорба, нема сгрешите во телешката, како ќе ви се погоди, дали е вчера готвена или... Дали од позади само имам. Вагаме сега втор ден да јадеме чорба на друго место и да видиме тука што оценка ќе дајаме. Телешка чорба. На Неро пак последна му ја дава. Планирате да се. Значи А оцетова. Сега помирисала можам да кажам дека многу лоша оценка ќе има. Вака личи не е толку течна, брат. Пази колку тураш. Ај, лепче од тази, брат. Супа. Класична супа и например составена. Така, ја сакам чорба како со тенко сецкано месо, па например директно изварено. Значи давам оценка за чорбата во Royal View. Беше побава на вкус, малце мене ми наликуваше на супа. Оценка една, да кажам, символична. Па добро, подобра беше таа вчера, ево 8 ќе кажеме. Дефинитивно беше подобра таа вчера. Ја ви дал оценка 9. А денеска чорбата беше испод моите очекувања. Беше како супа, месо немаше доволно. Беше окей зачинета. На моја солидна оценка 3,5 макс. Таа сме радели, брат. Хотел Гарден, денес одиме да јадеме тука чорба, да видиме каква и да оцениме. Значи порачуваме чорба. Ова од путер едното и другото е со прас и путер. Така што да пробаме да видиме. Ова стварно личи на чорба. Ми се свиѓа тоа што има мефце внатре, вака, што е разварено и што е као растегнато мефце. Тоа ми се свиѓа. Што видите само колку се убави овие малите лепчи. Бутерче со прас. Врвна комбинација. Месо исто така е многу убаво сварено. Баш онака телешко месо. Многу убаво. Дефинитивно сега за сега најдобра. Едино што ми фали тука е поише месо. Еве може да видите. Прави се крупни. Уште еднаш да видиме ги лепчиња бутерче. Душичка. Чорбата беше многу добра, за разлика од тие вчераш и завчера што ги јадевме. Оваа беше најдобра до сега и ќе дадам оценка 9,5. Чисто од тоа да, ета мислам дека може ќе најдам 10, камо ова е приближно до 10, со тоа што очекував малце повише мефце и другото беше све топ. И може зачинче на лепчињата за уиднина. Така да Хотел Гарден, сега за сега најдобра чорба, а и најскапа. 318 денари плативме за чорба. Денеска дојдовме во ресторан Станица, да исто така да пробаме телешката чорба и да видиме дали е убава. Значи надвор има тераса, убав е просторот. Внатре има уште еден дел, ама бидејќи е топло, ќе седам надвор
Гледаме телешката чорба и сега да видите од близко. Според мене малце изгледа како супа, ама добро, ќе ја пробаме на вкус. Добивме и некој додаток, некој намаз, најверојатно со лук. На прв тест да видиме, гледате колку леп добивме. Разлика од други места, тоа што гледам повеќе месо. Искрено месото е многу убаво. Пробам овој намаз што е тука. Мислам дека е со лукче ова. Има и пипершиња. Убаво. Няма многу кисели, ама видите како отвараат апетит. Се има пролазна оценка. Оваа пиперка ми отвори апетит. Ја завршив со јадење на супата, сега како што гледате, ево, све сум изел, празна е. Ми се допадна, беше вкусна, така што да видиме сега колку пари е и да сумираме све на крај за да дадеме оценка. Плативме сметката, 230 денари за ова искрено вреди. Иако имаше малце зетниче на површинката и којше ми беше светла, што мислев дека ќе биде темна, ама за 230 денари луѓе со толку месо, со лукче, со пиперче и толку леп што даваат, стварно вреди. Така што ресторан Станица обавезно да посетите, да кажете ваше мислење, да пишете коментар. И доколку вие знаете некое друго место, исто така може да напишете и да предложите. Искрена оценка за ова. Сето тоа што плюс го изедов до крај. Значи, мефце имаше. Малце беше посветла, што реков, имаше малце повеќе зетин, ама добро, тоа не е толку битно. Лепче имаше, пиперче, лукче, така да искрено и за цената и за ова вреди, мислам дека една солидна 9-ка, а може да кажем 9,5. Само што тоа ми фалеше некоја нијанса. Којше како супа изгледаше со месо, ама окей. Може да кажам солидна 9-ка од мене, така да ресторан Станица обавезно да се посетите, да идете на Охрид и да кажете ваше мислење. Дечки, се одивуваме од преубавиот Охрид. Фала на сите што изгледавте видеото до крај, се надевам дека ви се допадна. За сите вие што знаете други места, јас не ги посетив, обавезно пишете доле во коментар и дадете ваше мислење според вас која беше најубава чорба и дали вреди за тоа што го плативме. Уште еднашка ставите лайк, subscribe и не заборавајте да ги пратите новите видеа на мојот канал. Поздрав!